Иако денеска денот е дождлив и нема да ви дозволи да се милувате со ветрот качени на вашиот љубимец моторот, сепак возната сезона започна, зашто е еден од оние месеци без буквата Р во него и се очекува да биде топло, па затоа немојте да лудувате со моторите, а што треба да правите за да бидете предпазливи, ќе ви кажам. А што е муаведот со буквата Р? Па месеците кои што немаат Р се мај, јуни, јули и август, тие се најтоплите месеци во кои што е без опасно да возиш мотор. Мислам од чисто здравствени причини. А денеска зборуваме за безбедноста во сообраќајот кога станува збор движење низ сообраќајот со моторно возило наречено мотор или наречено како? Мотоцикл. Не бе мотоцикл со мотор, да. Како и да е, Марко ви дава една мала едукација што се треба да поседувате и што се треба да правите доколку сакате со вашиот мотор да се движите низ градските и селските и автопатските улици. Времето пополека почнува да се затоплува. Иако последниве неколку дени не сме сведоци нистото. Љубителите на мотоцикли ги полнат градските улици. Некои возат почитувајќи ги безбедносните и сообраќајни правила, а други пак не почитуваат ништо, вклучувајќи го и сопствениот, а и тугиот живот. Кога ќе го собере се тоа, резултатот е зголемен број на сообраќајни несреќи, повреди и незгоди со фатални последици. Но за среќа секогаш постојат и луѓе на кои им значи човечкиот живот и би направиле се за да ги спречат или во најмала рака намалат овие несреќи. Но да не тупам, ќе се качам на моторот и ќе идам да се видам со луѓе. Да, дечковац. Еј, патете сите, јас јам да се свртам едно кругче со моторов, а вие кувајте се у канцеларии или по скопските улици. Јас сам да се ја разладам главата малце со овој прекрасен мотоцикл. Деве така, прави се и друг пат фраер. Прави се фраер, вози без кацига. Кретен глуп. И јас уште и со туги мотор. За да не правам видни на вакви грешки, решив да се видам со Марија која ќе ми објасни неколку работи. Морав да дознам и за тоа колку луѓе скапо ја платиле цената за нивните грешки. Црниот биланс на несреќи во изминативе 3 години вклучува 34 загинати лица, 1709 повредени, а вкупниот број на сообраќајни незгоди е 2475. Поради тоа сакаме да го спроведеме овој проект, чија цел е едукација на младите мотоциклисти. Сега дефинитивно ме замисли дали треба воопшто да возам мотор. Не сакаме да ги отргнеме младите од моторите, туку напротив да ги мотивираме да возат повнимателно и да ги насочиме како правилно и безбедно да управуваат со него. И да знаат дека не се мангупи ако на партизанска прелетаат со 200 и помангупи ќе бидат и повеќе ќе бидат приметени ако носат соодветна опрема, добра кацига или јакна и кацигата да им биде на глава, не на мотор и да возат со пропишаната дозволена брзина. Следниот разговор логично ми беше да го направам со Трте, кој од прва рака ќе ми каже какво е неговото искуство со падот мотор и што е она што се променило кај него по тоа искуство. Предходно ја имав опремата, да, ама искрено кажам не ја носев. После падот почнав да ја носам затоа што пак ќе кажам ја научив на лекцијата на потежок начин и од тогаш навака се трудам да ја носам колку што можам почесто, затоа што не почесто него максимално од времето поминато на мотор да ја носам опремата затоа што многу значи. Мило ми е што Трте ја научи лекцијата без да плати голема цена за истото. Но сега ми интересира што се случува на градските улици, поточно дали полицијата има многу работа. А за да ги добијам овие одговори, морав да се видам со Гоце. Прво почетно правило е кацигата. Кога се застане еден мотоциклист или седно водач на мотор, се почнува со кацига. Неносењето е 35 евра, потоа се превеѓа или на оној вторче кој е регистриран, нерегистриран, соодветна категорија, тоа е А категорија, нерегистрирана е до месец дена 100 евра, над месец дена е 500 евра, без возачка категорија е 300 евра. Во секој случај, моје мислење е дека е сведено на минимум. Значи слободно уживајте со вашиот мотоцикл, почувствувајте го ветрот на вашите гради и бидете слободни. Но не ги заборавајте безбедносните и сообраќајните правила, зашто тие се тука за нас и за оние кои не обкружуваат, за ние да бидеме безбедни. Зашто животот е скапоцен.